Добре дојде во студио за моите гости, господинот Сенофон Угриновски. Вие сте еден од авторите на учебникот Граѓанско општество, граѓанско образование за 8 оделение и главниот и одговорен уредник на Слободен печат, мојот колега Бранко Гировски. И всушност дебатата се води токму заради фактот што вие сте еден од авторите на тој учебник. Вие споревте со текст кој беше објавен во Слободен печат од страна на мојата колешка Мирослава Симоновска, Брнс, и отидовте до Комисијата за жалби на Сдруженијето на Македонија, на новинарите на Македонија. Зашто се жалевте? Се жалите за тоа што колешката Мирослава Симоновска, Брнс, напишала дека имате објавено во учебникот единица граѓанска лојалност, односно дефиниција што е на граѓанска лојалност. Лојалните граѓани се подготвени да ги следат правилата и прописите во општеството и по цена да мораат да се откажат од своите слободи. Вие во вашата жалба, велите вашата приставка, велите не спорите дека сте навеле ваква дефиниција на граѓанска лојалност, на лојални граѓани, но велите дека има и неколку дефиниции. Што сакавте во самиот учебник и спорите околу фактот зошто токму Мирослава Симоновска ја одбрала оваа дефиниција. Точно ли е? Точно е, да. Сега граѓаните можат да бидат лојални на неколку начини. И се наведени, да речеме, примери. Добро. Како тие ја манифестираат својата лојалност. Сега конкретно се работи тука за лојалност кон власта? Кон прописите? Да, кон прописите во општеството. Па гледате вака. Прописите во општеството, така пишува. Добро, точно тоа. Да? Имате и за власта, дека треба да ја слушаат и власта. Па се однесува тоа на законите кои што ги донесува власта. Так, добро. Гледайте, независно од тоа дали се општествата примитивни или модерни, законите треба да се почитуваат. Преку законите се воспоставува ред. Да. Да земиме, да речеме, еден пример од секојдневниот живот. Не на раскрсница, ако во моментот се исклучени семафорите, така? Постојат одредени прописи како да поминат автомобилите. Само момент. Значи, исклучени се семафорите. Добро. И сега, тие што возат автомобили, кои ќе дојдат до раскрсницата, секој од нив наоѓа некоја причина да помине прв, така? Добро, но затоа постојат прописи. Вие разбирам поентата, господине. Само момент, оние што нема да ги почитуваат прописите, ќе дојде до судир. Јасна е пораката. Тоа ви е идејата, така? Апсолутно. Да. Што значи? Добро. Да го објаснам тоа. Да. Значи, ако секој настојува да воспостави сообраќаен ред, така? Сообраќаен ред. Тогаш, да речеме, сообраќајот ќе се заглави. И сега, кога ќе дојде униформирано лице, како представник на законот, сите оние кои што претходно, да речеме, наоѓале причини да поминат први, ќе бидат соодветно казнети. Нема да бидат соодветно казнети, туку, да речеме, кога пред себе ќе видат униформирано лице, тие гледаат власт. И во моментот кога не гледаат сервис на граѓаните, таквите униформирани лица во принцип се во служба на граѓаните. Па се разбира. Да. Се разбира дека се. Тие се сервис на граѓаните. Заправо по-конкретно тие да, дефиницијата власт малку така. Полицаецот го представува законот. Да. Значи, тие со тоа што му се подчинуваат на полицаецот, треба да му се подчинат? Не, во регулирањето на сообраќајот, во тој момент полицаецот го регулира сообраќајот. Но зошто мислите дека тоа е подчинување? Тие треба да ги следат регулативите. А во дадениот момент Не е тоа подчинување?
лицето кое што Добро. го регулира сообраќајот е полицаецот. Да, добро. Добро, и вие разбравме Не. Со самото тоа што тие прифатиле некој друг да го регулира сообраќајот, се откажале од својата слобода сами да го регулираат сообраќајот. Тоа ви е поента. Апсолутно. Добро. Ова не е скриена камера, нели? Ја се чувствувам малку како затекнат, ова е сериозно. Мислам, оди емисијата. Не ги разбирам овие сообраќајни метафори, иако сум, нели, шофер, возач. Во книгата нема сообраќајна метафора, има пример со Нема Александар- наведен пример, да се Има разбереме. пример со Александар Велики, Али например. тоа се Ќе однесува говориме на за нешто друго, Александар да. Велики, Односно Вака. македонски. Заради Македонски. гледачите кои можеби ќе ги интересира оваа наша мала дебата, на која јас дојдов со сета почит пред се кон телевизијата, нели? Сакам да го кажам зашто е во наводници осудена колешката Мирослава Брнц. Значи, не е точно, Да, осудена е во наводници комисијата за ја жалби, прифати вашата преставка, веројатно го знаете тоа. Значи, колешката Мирослава напиша текст за неколку дефиниции во учебниците по биологија и по граѓанско образование, кои се класично спорни, многу спорни, јас ќе објаснам зошто, но таја нема ниту половина реченица свој коментар, туку се повикува на стручни и политички неутрални експерти кои го оценуваат овие дел од напишаните мисли во овој учебник како спорни. Само сакам да наведам дека станува збор за неколку лица кои се експерти во својата област. За Ленка Гоговска, која е долгогодишна професорка на педагошкиот факултет, Слушнале за него? за поранешниот министер за образование Ненад Сте Новковски, слушнале за него? и за Татјана Гововска, магистар по комуникологија и истражување на детскиот развој под влијание на медиумите. Сега, спорнава дефиниција, која е критикувана од наша страна, гласи точно вака. Значи, лојалните граѓани ги почитуваат оние кои се на власт во општеството. Тие секој се подготвени да ги следат правилата и прописите во општеството и по цена да мора да се откажат од своите слободи. За нив е подобро да се живее во безбедна и заштитена средина, во која се одржува редот, како во зоолошка градина, ова моја додавка, отколку во општество во кое луѓето имаат чувство, во кое секој прави што сака. Јас немам ништо против господинот Ксенофон Угриновски да има вакво сваќање за граѓанската лојалност, за граѓанската култура, за репресивната култура и така натаму. Но имате против да се пишува Но имам против, таква книга, многу односно против учебник. имам ова да пишува во учебник и јас не го наоѓам виновен господин Угриновски, туку тој што дозволил една ваква дефиниција да се најде во учебник, бидејќи оваа дефиниција за мене е злосторничка дефиниција на сваќањето на општествените односи. И тоа не е политичко прашање, туку цивилизацијско. Дозволете во неколку реченици тоа да го објаснам. Целиот напредок на човековата цивилизација, од почетокот како постои, нели, цивилизацијата воопшто, Се темели? до ден денеска, се темели на оспорување на норми, на оспорување на авторитети, на оспорување на догми, на сомневање во дотегашните знаења, Во власта, на љубопитство, сомневање на во сомневање власта. во власта, на борба на младиот човек за еден предсе на младиот човек за еден поинаков поглед. Ќе ви кажам пример за тоа. Има милиони примери, ама ја ќе ви кажам еден што веројатно го знаат сите. Значи, теоријата на црквата во средниот век дека нашиот во средиштето на Вселената е земјата, а околу незе кружат сонцето и другите планети, нели, ја оспорува Джордано Бруно, подоцна други познати научници, и врз основа на спорење на догмата поради која Джордано Бруно завршил на клада запален. Кога еден млад човек би го читал вашава дефиниција за лојалност, господин Угриновски, ќе заклучи дека Джордано Бруно бил една обична будала,
која тој требал да биде лојален, да се ја почитува власта, да се ги почитува нормите. Што му требало воопшто на тој будала Џордано Бруно да оспорува нешто и да се бори така натаму. Целиот напредок на цивилизацијата е тоа. Постојана борба. Да. И вие ги учите младите луѓе, не вие, пазите, повторно сака да направам ограда, вие така мислите, но учебников ги учи осмооделенците. Добро, учебникот на чиј автор е господинот Угриновски. Да размислуваат на еден сосема поинаков начин. Тоа е елементарна катастрофа. Да. Гледајте, Соколовска се работи за етаблирано општество. И полемизирајте и со мој колега Геровски, не само... Апсолутно да. Мене да ми... Значи се работи за етаблирано општество во кое што постојат правила и прописи, да се разбереме. Не смеат да се менуваат. Не смеат да се менуваат. Запишани се во камен. Кој тврди тоа дека не треба да се менуваат. А поентата на Геровски беше токму тоа. Ама не се Библија. Дефиницијата со ниеден свој збор или реченица не го тврди тоа. Добро. Значи јас да тврдам дека ако не постои слобода на мислење, не би постоел развиток, ја би бил на вистина неписмен. Но говорите и за правилата и прописите, вашата поинта. За правилата и прописите. Тоа беше поинтата и на Геровски. Не може општеството секуловска да се движи нанапред. Да се одржува ако не се почитуваат правилата и прописите. Вие стрикно мислите на сообраќајните правила, господин Угриновски? Јас само со сообраќајните правила илустрирав. Како ќе се како ќе илустрирав дека ќе биде покажана на пример граѓанска непослушност ако биде наметнато екстерно образование. Студентскиот пленум излегува на улиците, маршира и со него и активисти и многу слободумни луѓе, интелектуалци. Се бунтува против закон, нели? Против законот. Добро. И го отврли екстерното. Како ќе ги прогласите тие луѓе? Како слободумни и како граѓани. Дали се лојални? Па и тие се лојални. Но не ги почитуваат правилата. Смените дефиниција за тоа господин Угриновски. Зошто не смените, напишете мислам стрикно на сообраќајните правила. На авио сообраќаат. На можеби на некои други правила кои да вистина би требало стрикно, ригидно да се почитуваат. Не. Да не бидеме некоректни према господинот Угриновски. Ја го разбирам што сака да каже. Значи во едно организирано општество како нашето мора да постојат правила, било кое согласувам, мора да постојат правила, прописи, правила на игра, кои треба да се почитуваат. Например, мора си да плаќаме данок, кој што плаќаме. Мора сите да ги почитуваме и така натаму. За ѓубре. Тоа е неспорно, но во дефиницијата господин Угриновски недостасува значи вака сведена, вака научено. Пазите, осмоделенците, децата ги учат дефинициите, знаете како папагалчиња. Ако мојот детето дојде дома и ми рече ти, татко, не ги почитуваш законите во оваа држава, бидејќи сега погрешно паркира автомобилот и поради тоа не си лојален граѓанин на оваа земја, тоа ќе имаме сериозен проблем. Значи, сте можеле, господин Угриновски, да направите и во учебникот, како да кажам, една малку да ја видите другата страна на работите, а ако веќе тоа не сте го направиле, сте можеле малку да истрпите јавна критика на вашите ставови. Пазете што вели за вашата дефиниција, што вели професорката Гоговска. Вели, со ова се учи на покорност детето и повторно се влева страв кај детето. Па господинот Новковски вели, секако дека формулации од типот да се откажат од своите слободи во никаков случај не се соодветни за материја на граѓанско образование. Значи има некој проблем овдека кој ние сакавме да укажеме и укажавме. И вие трчате во Советот на етика, а тие па таму по некоја смешна логика, се надам ќе прекоментирам, ова го прифаќат и велат сега, ние сме морале сите ваши дефиниции за лојалноста, уште малку целиот учебник да го препечатиме за луѓето да сватат што сте сакали вие да кажете. Нема логика. Еве имате еден... сакате да добро да реплицирате. Новинару Геровски, вие таму наведовте некои авторитети, така?
и ги сметате дека се тие повикани да дефинираат определена појава и наведуваат, да речеме, педагози, така? Педагошки факултет, професорка би требало да е релевантен. Пазете, стручњак. таја навлегува во материјална расправа за која што се сомневам дека ја познава, да се разбереме. А што се однесува до поранешниот министер Новковски. за образование Новковски, тој предава физика. И зашто би бил тој авторитет баш од оваа област? Значи, кои се авторитети од оваа област според вас? Па можете да повикате, да речеме, социолог некој. Еве за ваша љубов, уште утре ќе прашаме што мисли за вашата дефиниција 5 политиколози и социолози. Добро. Ќе замолам колешката Пурнс овај- да ја прокоментираат угледни од филозофски факултет и од политички факултет. Не постои еднозначна дефиниција за лојалност, да се разбереме. Така, добро. Ајде објаснете вашата дефиниција за лојалност, која ја илустрирате со лојалноста на граѓаните, на луѓето кои сакаат да заминат од татковината, не сакаат да го следат Александар Македонски, како велат? Како се вели тука вашиот пример? Македонци, нема сега да говорам за да го задржам вашето заминување од татковината, бидејќи што се однесува до мене, можете да одите каде што сакате. Туку да се огледате дека со вашето заминување покажувате неблагодарност кон нас, кои сме толку заслужни за вас. Гледајте вака се тука. Добро. Александар Македонски. Се работи за цитат изваден од беседата кај Опит. Што значи Александар Македонски им се обраќа на ислужаните борци кои што сакал да ги врати дома. Значи не се работи за заминување од татковината, туку за заминување во татковината. Тука е забелешката моја. Добро, ама не е добро. Да, Борит, но што е нема врска дали тие сакаат да се вратат во или да одат надвор од татковината. Добро. Моето прашање се однесува на друго. Зошто мислите дека еден нелојален граѓанин би сакал да остане во друга земја да живее? Не, тоа Затоа што и лојалноста така илустрирате. Не, не може да се согледа таква намера на авторот. Ова се наведува... Зошто овој пример го давате? Само момент. Ова се наведува, бидејќи во учебникот стои, да речеме, дека лојалните граѓани сами се заслужни за местото кое што го завземаат во општеството. А всушност, власта, политичарите се заслужни? Не, па тој ја го тврдиме ние. Тие се заслужни. Кои? Граѓаните? Апсолутно. Тие со својата работа ја определуваат. Зошто тогаш сте го ставиле примерот со Александар Македонски кој... Ова е пример на нелојалност ли? Само момент. Гледајте вака. Значи, тука сега... Александар Македонски греши, сакате да кажете? Не греши. Туку да речеме, со наведувањето на беседата кај Опит, се работи за еден вид на лојалност, така? Кој има лојалност? Лојалност на војниците кон... Ја преиспитува Александар Македонски. Не. Ја става под прашање. Тоа треба да се спореди со онаа реченица во која што се вели дека лојалните граѓани да се разбереме. Добро. Сами се заслужни за својата положба. А во случајов ве прашувам. Да. Граѓаните, во случајов со Александар Македонски со вашиот пример, кој е заслужен? Александар Македонски е заслужен, како вели тој? Ке зборувам со татко ми Филипа. Филип вас ве затекна како талкате бедни, облечени во кожи, ве направи жители на градови. Кој е заслужен? Александар Македонски, Филип, што направил луѓе од нив, граѓани, или овие се нелојалните? Војниците се нелојални? Во дадениот момент Александар смета дека не му се лојални затоа што тој многу направил за нив. А вие што сметате? Вие што сметате? Господине, вие што сметате? Чекај. Извинувам. Лојални се или не? Ако зборуваме за
текстот од беседата Тоа кај зборуваме цело време. значи не му се лојални, да се разбереме. И вие се согласувате со Ама Александар не Македонски? битно ја сега Ако што не е битно, вие давате илустрација за лојалност. И што ќе Односно, научи за нелојалност. осмоделенчето од овој цитат, објасните? се работи за два типа на лојалност. Добро, Значи, Лојалност на граѓанинот добро. и лојалност на поданикот. Поданикот. Да. Кој е поданик? Вие сте поданик во случајот во Македонија? Војниците на сега јас сум граѓанин. Не сте поданик. Апсолутно не. Но вие ги дефинирате граѓаните како поданици, Гледај давајќи сега. им на младите деца, на еднината на оваа земја вакви дефиниции. Секуловска и што се граѓани? Граѓаните се луѓе со еднакви права. Но има некои што имаат И поеднакви. граѓаните и поданиците им се покоруваат на законите. Меѓутоа, во што е разликата? Поданиците не учествуваат во донесувањето на законите, така? А додека граѓаните учествуваат во донесувањето на законите преку своите избрани представници во парламентот. Но проблемот е во тоа што велите се покоруваат. господин Огриновски, може Па ли ја мора да кажам се ви кажам покоруваат Не на мора. законот. Не мора, господине Не ве разбирам, Огриновски. ајде, добро. Господин Огриновски, вака, вие знаете дека во Македонија, во последните 7-8 години, личноста на Александар Македонски е воспеана до ниво на мит. Власта, љубителите на власта, подржувачите, многу млади луѓе се идентификуваат со ликот на Александар, со ликот на Филип. Добро. Значи, едно младо момче од своји 14-15 години, кога ќе го прочита цитатот кој го прочита колешката цел на Александар во таа беседа, скоро цел, тој нормално го чита и тој нема да ви даде за право ако вие мислите дека Александар им се обраќал на луѓето како поданици. Овој цитат е даден како пример за тоа како треба да изгледа лојалноста. И видете сега, треба да сватите што Лојалноста на војниците. Ма никаде... дури и на Како војни... не попишува? Нека пише, добро, Ама во имате ли добро? Ама ве молам сватете за што станува збор овдека, затоа што имаме, пазите, ова е учебник, ова не е некој ваш трактат, не би полемизирал воопшто со ваш трактат, но станува збор за учебник. Децата од Александар учат дека Александар ги смета своите војници неблагодарни, затоа што решиле да си заминат од него. Да. Во татковината, од татковината, на Марс, се едно каде. Едноставно. И он ги навредува. Он е безобразен, он е дрзок, он е фрустриран. Им вика, ни вие бевте бедни, бевте облечливи кожи, ние ве направихме луѓе и ова, и сега вие од нас се заминувате. Тоа е истото како што денесните властодржци ги сметаат граѓаните во оваа земја. Ние вас ви правиме се, а вие сте кон нас неблагодарни и сте ни нелојални. Пазете, ако младото момче се идентификува со Александар, тој ќе мисли дека треба, тој е исто таков беден, облечен во кожа, никаков и мора да му биде лојален на Господарот. И ова е консеквентно на вашата претходна дефиниција во која велите дека луѓето треба да бидат лојални кон власта. Господин Огриновски, ако моето дете некој се осмели вакво нешто да го научи, ќе има многу сериозен проблем со мене, лично да ви кажам. Гледајте, Многу сериозен проблем. Дека Бидејќи ова е луѓето треба страшно. да и се покоруваат на власта, то не е моје. Него од кого е? Не е моје. Не е Најзначајните од авторитети, да се разбериме, тврдат дека луѓето и се покоруваат на власта. Заправо власта бара од луѓето да и Тој е Точно, работа. и се но вие покоруваат. велите треба. Правите разлика меѓу тоа што велат, Чекайте, констатираат сега ќе ви- покорување и дали треба да се покоруваат. Ќе ви Има огромна прочитам разлика. сега нешто. Ево, ќе ви наведам еден извадок од Соединетите Американски држави, земја која што се смета за најдемократска. Учебниците во својата содржина треба да го промовираат граѓанството и разбирањето на системот на слободното предприемништво, да го поттикнуваат патриотизмот и почита спрема легалната власт. Содржината на учебниците не треба да охрабрува стил на живот кој отстапува од општо прифатените стандарди на општеството. Прокламација на Државниот совет за образование на Тексас 1982 година.
Да се разбереме. Ја одбрахте државата. Да ви кажам нешто за средноамерикански држави. Дали знаете, господин Ксенофон Угриновски? Знам многу Дали знаете, да ве прашам, јас вас знам, претпоставам дека знаете, штом ви дали да пишете учебник, мора да знаете нешто. Дали знаете дека во Соединетите американски држави е воден судски процес за палење на американското знаме? Значи, демонстранти против Виетнам, Добро. против интервенцијата на САД во Виетнам и така го палат американското знаме. А процесот стасува до Саприм Корт, до Врховниот суд. Дали го знаете исходот на процесот? Не го знаете. Значи, претходно ги губат луѓево и сите ги судат луѓево дека не се во право. Нели? Губат. Како што ние изгубивме во наводници, како се вика оваа комисија за жалба. Нели? Меѓутоа, сојузните суди, Саприм Корт, во земјата која можеби не е најдемократска, но има веројатно совршен правен систем, донесува ваква одлука. Вели, правото на американскиот граѓанин да го запали американското знаме представува поголема вредност од самото знаме. Ако кога децата во Америка би учеле дека лојалноста кон власта е ваква како што вие раскажувате, не би му паднало на памет некому да запали американско знаме, да се бунтува, да се... Пазете, целијата цивилизација ќе запре ако луѓето размислуваат на ваков начин. Се ќе запре, се ќе заврши до овој момент во овие догми. Вашиот тамо во цитатот што го цитирате дури од Тексас, кој иначе најконзервативната земја Па добро, тоа е ваму во Америка. Прикажано сега. Дури тамо велика треба се почитуваат граѓанските слободи и стандардот на... Има една интересна дефиниција. Прифаќањето на власта, покорувањето кон волјата на другите станува врвна желба на оние што се покоруваат. Се согласувате ли со оваа дефиниција? Повторете ми. Прифаќањето на власта, покорување кон волја на другите, станува врвна желба на оние што се покоруваат. Гледайте вака. Демократијата има една фалинка. Демократијата од граѓанинот, од поединецот, бара да размислува со собствен ум и да донесува собствени одлуки. Тоа е голем товар, Перовски. Добро, ше е фалинкава? Голем товар е, што значи луѓето се откажуваат од слободата самостојно да размислуваат и да донесуваат одлуки, затоа што самото размислување представува товар за нив. Неверојатно така е навистина во демократското општество. Апсолутно така е. Не размислуваат луѓето воопшто, не размислуваат за себе. Па тие се подчинуваат, па со самото тоа што се подчинуваат, тој не размислува, да се разбереме. Демократијата бара неверојатен ангажман од поединецот. А тој е товар. И вие му советувате, ај да не се мучите, што има ние да... Ама ја... Знаете што представува оваа книга? Знаете што представува оваа книга? Да? Концепт на моќта, на мислителите низ историјата која се однесува на моќта. Добро, да? Тоа знаете? Да. Добро. Не, мислев дека заради тоа што велите дека е во ред оваа дефиниција. Дека ја прифаќате. Абе сега, дали е во ред или не, едно со сигурност можам да тврдам. Не, сте можеле во учебникот да пишете ова е застарена дефиниција за моќта. Модерната мисла, модерната политикологија ја дефинира поинаку моќта, односно лојалноста на граѓаните. Да се имале книга за пример која всушност ги разгледува дефинициите и мислата низ историјата. А знаете ли кој е Галбрейт? Кој е? Кажете. Значи, ако еден интелектуалец сака да го задржи дигнитетот на интелектуалец, тој мора да ја прочита оваа книга. Добро, ама ги анализира, кажете, што анализира Галбрейт во оваа книга? Тој ја анализира моќта. Добро. И ги наведува таму кои се изворите на моќ, така, и кои се инструментите на моќ. Според одредени мислители, филозофи,
тој зема различни становишта, така. И изнесува свој став, да се разбереме. Така. Но ова не е негов став, така? Околу Сега, покупувањето. конкретно ја не можам да тврдам, Беровски, може да се заклучи дека заправо вие мислите заправо од она што се го пишувале, дека фактички овој учебник или учествувал во неговото пишување некој од власта, така, или намерно го пуштиле во употреба поради некоја своја цел. Ево ти вака, ја ќе ви наведам што сте напишале. Така го сватил, господин. Не. Ајде. Ово е среда 5 март 2014 година. Така е. И гледа се што пишува. Не дозволувајте вашите деца да станат покорни како вас. Тоа што оваа власт во последните 8 години не упропасти државата е ништо, ама баш ништо во споредба со незиниот обид, значи со обидот на власта, да ги упропасти нашите деца, генерациите што доаѓаат. Со еден страшен и криминален инженеринг во образованието, таа сака од нив да создаде покорни и заблудени зомбиевци и делум успева во тоа. Навредени се да изложите Не, така? само момент, се однесува на она илустрација дадена во темата, така, со една фигура, така? Не за власта ова се однесува. Не. Пишува многу го почитавте. Да, само момент. Тоа што го кажувам. Не, овој му се давате однесува на власта тежина да речеме криминален инженеринг, а таа илустрација ја има направено студенткиња во Германија кој што студира компјутерски инженеринг. Девојче го има и илустрацијата на во книгата. Да. Богати. Да. Кај ги наоѓате, па може да се најде нешто од уметноста поинтересно. Така, некој... Па како тоа ги бирате тие илустрациите? Има некој што го бира тоа? Или туку така? Па, девојчево и е ќерка на една од авторките. Многу интересно. Добре. Што е спорно сега ово што кажам, тоа, па рецензентската комисија треба да размисли тоа, како ги бирате искуството. Инженеринг, значи се работи за некоја сила која што тоа го направила. Не го направил никој, самите ние сме го направиле, да се разбераме. И сега што е најлошо, Што е најлошо? Секој нека ја скине таа страница од учебникот по граѓанско образование. Не дозволувајте вашите деца да учат глупости и да станат покорни и исплашени како вас. Да. Навистина, Геровски, верувате вие дека со една илустрација и со, да речеме, неколку наставни единици ние на учениците еднаш за секогаш сме им ги формирале своите ставови кон општествените појави? Се надевам не. Не, така. Затоа, бидејќи се надевам дека не е така, ги повикав и сега уште еднаш јавно ги повикувам гледачите. Страницата или страниците во кои децата се учат на покорност, одговорно, како одговорни родители, веднаш да ги скинат од учебникот, бидејќи не им е место таму во учебник. Пазете, господин Ксенофон, ја ви кажа, вие може да мислите за Александар, за Галбрајт, за покорноста, што сакате. И вие, јас со вас немам ништо. Јас имам проблем со учебникот кој го одобруваат образовните власти во оваа држава. И затоа се обраќам на власта. Тамо не се врќаме на вас. Вие сте си пишувале, може да пишувате дека повторно пишувате дека земјата центар на светот, а дека сонцето врти околу земјата. Што сакате може да пишувате. Образовните власти треба да решат што ќе објават и што ќе дозволат децата да учат. Приватно може секој каква сака книга да пише, што глупости сме напишале по книги, но децата има да учат тоа што ќе определат одговорната власт. Ова што е направено е тотално неодговорно. Велите дека господин Тугриевски нема никаква одговорност? Апсолутно. Туку има власта. Прво има рецензентска комисија, па има министерство, па има некој што одлучил ова учебник. Зашто? Господин Тугриевски има потполна слобода да пишува што сака како јас, како и вие.
Апсолутно, има секаква слобода. Јас сум многу по-либерален од вас во поглед на гледањето на слободите и мислам, например, дека вие имате право да мислите за собствена глава. Вие мислите дека ние немаме право да мислиме за собствена глава. Но тој факт е дека останува како автор на таа книга. И токму заради тоа е повикан како гостин да дебатира за неговите ставови. Значи, ваша теза е дека граѓаните не треба да им се покоруваат на законите. Моја теза е дека граѓаните не треба да се учат на покорност. Треба да им се покоруваат на законите. Не. Инаку не може да функционира. Граѓаните треба така би било подобро. Не би било подобро да ги почитуваат законите? Добро, сега тоа исто ли е? Што да? Почитување законите, покорноста исто ли е? Не, ја и изричито викам, им се покоруваат на па имаме проблем тогаш, господине. Вие немате проблем. Ние имаме проблем со тоа. И ви кажуваме дека имаме проблем и таа што се осмелила новинарка конечно да мисли со собствена глава во демократското општество. Новинарката воопшто. Зошто ја тужевте? Како не Зошто ја пријавите во комисијата за жалби? Зошто? Поради написот. Зошто? Поради извадокот од беседата кај опит. Нема право да извади. Ама погрешно цитира. Како погрешно цитира? Вика во Македонија од Македонија. И тоа целата грешка. Заминувањето од Македонија и заминувањето од татковината и заминувањето во татковината. А како не побаравте исправка? Сте виделе Нью Йорк Таймс како изгледа секој ден? Постојано има исправки. Постојано има исправки. Зошто сте ја тужале? Само тоа ли е спорно целата приказна? Војна? Бојот? Па што не му кажавте на Советот за етика на Мирча Адамчевски? Па ја му напишав таму. Лојалноста? Не е спорна е лојалноста? Зошто токму таа дефиниција за лојалноста ја земала? Не. Добро. Таа земала тоа. Не ја тужите и за тоа? Не. Може би можела да земе и други примери тоа не за право. Може што сака да земе како новинар, кој ќе може да земе. Меѓутоа, забелешката моја во што се состои? Се работи за повеќе наставни единици, така? Добро. Или да се работи само за една единица. Не може содржината на таа наставна единица да се сведе баш на она што новинарката го презентира. Зошто да не може? Таа е новинар, таа треба, таа има право каков вид, например, да има право. Дозволете да кажам нешто. Ја наведувам дека за ова што сега коректна да се разбере. За ова што сега го кажавте, господине Огрински, сте требале повторно го известите, да известите комисијата за жалба. Ќе сметам дека известена, па можеби ќе ја повлече својата глупава одлука. Затоа што кажевте дека неспорно е, дека е спорна само една одредба, само еден дел од текстот војна и тие треба тоа да го знаат. Да објасниме што се однесува војна. Војна Македонија. Која ги повикува Александар војниците, дали да се вратат во татковината или од дали да заминат од татковината или да заминат во татковината. Или на Марс, се едно, за друго зборевме ние преска. Не зборуваме. Господине Огрински, да објаснам нешто. Значи не спорни се и дефиницијата за лојалност, рече господин. Не реков дека што е спорна. Господин Огрински вака тврди. Таа е една од дефинициите, има други и новинарка треба да го објави сите, односно што да рекол цел учебник да го преобјави. Немаме толку простор, господин Огрински, цел учебник да го преобјавиме. Инаку сега искрено кога ве слушам, ја жалам што не ви се обратила, вие не се жалевте дека не ви се обратила, за тоа ви честитам. Не го споревте прашањето што новинарката не ви се обратила, бидејќи вашиот учебник е неспорен пишан извор, тоа сте вие, што сте имале да кажете, сте кажале во учебникот, но Советот, оваа комисија за жалби на тотално неправно, ли во правото постои еден принцип, никој не може да биде суден за нешто за што не е обвинет. Бидејќи вие не ја обвинивте Мирослава дека не ви се јавила, не ви брала контакт, но комисијата се зела за право, одлучила и тој уствари најважната одредба дека не ви се јавила. И сега добро, со тоа нема ништо, господин Тојрев. Нема ништо, но жалам што не е, бидејќи ќе бил многу поинтересен текстот ако му се јавила на господин Огрински, бидејќи мислам дека ќе дојдовме до објаснување на едно
гледиште кое пак ќе речем апсолутно штетно. Да се учи Но на тоа деца. објаснување треба да биде испечатено во учебникот, Така е. колега Геровски. Инаку во тој учебник, Објаснувањето во тој учебник пишува Таму има, да речеме, и цитатот Медисон, да се разбереме. Дека луѓето кои што се на власт можат да грешат и грешат. Меѓутоа, затоа постојат граѓаните кои што со своите критики, па и новинарите пред се, можат да ја коригираат власта. браво, тоа е веќе изненадување. Не, Да ви кажам што вика, кај што толку има... ригидни стави имате кон мене, мајку. Како јас би настапувал преку против слободата на мислата? Никогаш. И што ми го се споменувате са Галилеј? Па наведен е во учебникот баш и случајот со Галилеј. Со Бруно ви го спомнал, Џордано Бруно, кој бил запален на глада. Галилеј не. Не, дека- Џордано Бруно беше во Добро, прашање. не е важно. И Галилеј исто Мислам, така, само Галилеј малку бил од Џордано Бруно малку по паметен, па не завршен. Џордано Бруно теоријата ја докажал практично. Да, ама завршен на хлад Џордано Бруно. Завршен се кој? Џордано Бруно. Апсолутно да. Затоа што не бил покорен. Во учебникот Ама ја наведувам, научната мисла не може да се сопре, да се разбериме. Вистината научна не може да се сопре. Тоа е. Добро, драго ми е така што мислите. Како не? Боже, Геровски. Инаку во тој учебник по биологија, сакам да ви кажам, бидејќи кога веќе ја коментирам одлуката на комисијата, жалбената комисија, вели не е соодветен насловот на текстот на Мирослава Брнс. Насловот на текстот е ејакулација е исфрлање на семето во родилниот канал на женската единка. Ова е буквално дефиниција што ја учат основците од учебникот по биологија. Не коментирам за работи, за коментирам- материја која што не ја познавам, Претпоставам. да се разбере. Па добро, до толку познаваме нешто, на пример, знаеме на пример дека има една направа во една, како да кажам, една справица, нели, која се вика кондом. На широко се учат децата во основното, во средното образование да користат Добро, кондоми Геровски, да оставиме начин на биологијата, меѓутоа. Зашто да ставиме? На насловната страна од Слободен печат стоеше вака. Како? Образованието е сила, образованието е моќ, учебникот ви е глуп како ноќ. Тоа не е наслов на новинарка во текстот. Па да, и да се заработиме лебот уринцивец, ставаме наслови, ако не сте знаеле, ќе Ја го знам ве тоа. поканувам во редакција, ќе видите како тоа изгледа, Геровски, нормално. сега знаете што значи тоа? Внука ми учела 8 оделение, други луѓе што ме познаваат, па сега си викаат, стварно ли се толку глупави луѓе ове? Со кого се пресметувате вие? Со нас или со оние? Тоа имаме ние со вас, господин Огриновски. Па расправајте се вие со оние што го Ама добро, да, одобриле разбирате дека овде постои... Сум го напишал, ма не според. Дали разбирате дека постои јавен интерес? Па вие не сте... Кој е сега глуп? Па вие не сте си напишале книга во Ташничкава, па сега ја да вас да не ве гледам. Глупав е учебникот. Како може ве можете учебник кој што има, да речеме, 50 на страници да го оквалификувате како глуп? Па ви кажуваме внатре зашто е глупав учебникот. За Како може да е паметно некој да каже, на пример, ова се однесува и на другиот учебник, дека е ејакулација исфрлање во семето на семето само во родилниот Не канал коментирам на женската нешто единка. што не го Ама знам. јас коментирам се, оставете ме. Па Добра, коментирате вие за добро. биологија на му е непријатно на господин Дугриевски, на вистина нема. Ма не е познам таа материја, јас сум социолог. Добро, ајде, Да. не мора Во биологија. ред ви благодарам што бевте гости.